без меѓусебно разбирање, практично не може да го разбереме, да разбереме сегашноста, просто што ни се случува не може да разбереме. Особено тоа важи кај нас во Северна Македонија, затоа што степенот на информираност, односно на оние класични медиуми, еве така да кажам, информациите што доаѓаат до граѓаните се скандалозно ниски. Практично, за жал, живееме во општество на речиси целосно неинформирани граѓани, не само за надворешни случувања, не само за односи помеѓу еве Македонија и Бугарија, туку генерално што се случува кај нас во државата. Тоа во многу ги комплицира не само односите, туку го комплицира пред се нашиот живот овдека кај нас. Причини има многу, не би навлегувала во тоа, меѓутоа она што за мене е битно е што сето тоа на некој начин нас не определува иднината и би рекла не само што не определува иднината, туку степенот на оштетеноста, како би рекла, со кој како држава ние би оделе понатаму, односно ќе одиме понатаму. Ова што се случува во моментов кај нас е една класична ситуација на, јас би рекла, смена на системи, буквално на два системи, на еден систем кој се надевам во изумирање и на еден систем кој ние допрва треба да го изградиме, парадоксално, после 32 години независност, кој на овој или оној начин не сме успеале да го изградиме. Затоа можеби и перцепцијата за нас како општество треба да се гради во однос на тоа од каде сме тргнале, со какви капацитети сме влегле во сето тоа, перцепцијата за некого од надвор во случајов. И каде одиме, односно кои ни се потенцијалите да одиме и односите што ги градиме вклучително при тоа или ги одржуваме со една или со друга држава, за жал се строго контролирани. Како што е строго контролиран јавниот дискурс, јавното мислење, така е строго контролиран и нашиот пат или обременет.